Во суштина, со амандманот предлагаме дополнување на членот 4 во став 1 и со секретаријатот на Државната комисија за спречување на корупцијата. Но во исто време ќе се обидеме по веќе не знам кој обид да допреме до министерот да добиеме уште некоја информација плюс или појаснување за законот од повеќе аспекти кои што навистина немаат во ред. Можеби ќе најдеме логика ако се потрудиме, но сметаме дека наместо дополнителна ефикасност ќе нудат компликација, сложеност и проблеми во работењето на администрацијата. А веќе имавме дискусии каков еден административен службеник би требало што да исполнува за да влезе во институцијата, што све треба да направиме за истиот да се развива, да се мотивира, да се надградува и како истиот тој со здобиени дополнителни квалификации, дополнителни квалитети има можности и за самата мобилност, каде што би можел да се унапредува и да биде и превземен во некоја друга институција каде што би можел да даде дополнителен придонос. Од тој аспект, членот 49 став 11 вели вака: вработен во јавен... се извинувам, моја грешка. Не, за Во суштина и да самата мобилност треба да ни се даде малку повеќе и подетално објаснување, бидејќи обременети со сите овие претходни забелешки што ги укажавме, не само што ќе стане тешко и комплицирано, малтере во многу случаеви и невозможно. И покрај тоа, доколку една друга институција утврди потреба од самиот вработен. Ме интересираше и делот со укинувањето на државните советници. Тоа беше работно место кое што е исклучително многу експлоатирано од страна на постоечката власт. Може би доколку има и статистика, министерот да ни укаже колку беа вработени во изминативе 7 години, ќе биде многу корисно за понатамошната дискусија, бидејќи сега се укинува, колку што ја можев да увидам. И колку последнава година се вработија на тоа работно место. За сега да утврдиме дека тоа работно место нема да не биде потребно. Ќе ме коригирате доколку грешам. Прво, за да направите таков сериозен чекор, би треба една здрава анализа за непотребата на местото. Дека тоа место, тие луѓе што го извршуваат тоа работно место, дека нема дополнителна вредност, нема дополнителна ефикасност, нема дополнителен квалитет во работата, односно имаме повеќе трошок како држава отколку бенефит. Така. Второ, се предвидува тие да останат на истото место, што ќе извршуваат. Дали тоа значи дека свесно ние ќе се движиме кон неисполнителност на работните места? Или пак можеби констатацијата на предлагачот на законот дека овие работни места биле преполнети. Дека имаме одвишок на работна сила на тие места, што во период X нема да имаме потреба од дополнителни вработувања. Јас како што разбирам. Ќе ме коригирате. Но од овој аспект така укажува, доколку тоа така можеше да се наведе. Доколку тоа така можеше да се премине кон еден чекор плюс кон прераспределба на листите на тесни градот таму кај што ги нема. А при тоа да се избегне можноста за манипулацијата од институција во институција, бидејќи сега чинителот кој што ќе раководи институцијата ќе му дадете слобода на истите тие работни места, за кои што велите дека нема потреба да се зголеми од 10 до 30%. Меѓу кои услови за зголемување на своеволно дискреционото право што ќе го има раководителот на институцијата е, меѓу другото, ако тој исполнува работни задачи за кои што нема доволно вработени. Мала нелогика, но тоа ќе ви биде пракса. Дали тие пари нема бидат непотребно потрошени. Во тој контекст, во вашиот сектор, министер, имате оделение задолжено за обуки. Претпоставувам дека перформансите на оделението и на вработените во самото оделение вие ги пратите.
Предпоставувам дека ги мерите и предпоставувам дека согласно законот и сега се оценуваат. Што е тоа во рамките на тој сектор што вие не сте задоволни или што во тие детални дискусии како што се укажуваат од 2017 година наваму биле утврдени, за да практично изразите тотално незадоволство од работата на секторот со кој што вие раководите и сега да бараме формирање на агенција, која што ќе треба да врши истата работа. Буквално истата. Агенцијата, како што знаете, доаѓа со дополнителни административни оптоварувања, дополнителни трошоци, дополнителни вработувања, дополнителни раководни кадри и така натаму и така натаму. Јас навистина не можам да сватам што тоа дополнително ќе добијат постоечките вработели или оние што понатаму ќе стигнат со агенцијата, а веќе што вработелите во секторот до сега не го исполнувале, бидејќи можеме да имаме многу замерки на процесот, точно и забелешки, но во секој случај веќе поверуваме на она што вие укажувате дека има и работи за кои што можеме да се пофалиме, но едното го исклучува другото. А ние ако идеме со стереотипот дека имаме прегломазна администрација и неефикасна администрација, премногу голем број на институции, доколку регулаторната гилотина се спомнува од еден аспект, истото така се бара и институционална гилотина, кај што велиме дека имаме секакви институции со мал број на вработени кои што малку или речиси воопшто немаме резултати од нивната работа, кои што служат само за трошење на пари, тогаш дали можете вие да ни наведете или барем да ни образложите какви се тие големи придобивки од формирањето на агенцијата што би можеле да дојдат до ефект. Трета работа, повторно ќе се вратиме на истото. Колку време ќе ни треба за тоа да го направиме? Кога ќе го направиме? За 2 или 3 недели ние веќе имаме распишани избори, каде што согласно изборниот законник, согласно одредбите што стапуваат на сила, не ќе може ни административно да се спроведат работите. Треба нели одлуки, треба планови, треба финансии, треба така. Ништо од тоа во време на избори не ќе може да биде спроведено. Уште еден сериозен сегмент од нефункционалност на законот. Уште еден дополнителен елемент кај што велиме и тврдиме и докажуваме на некој начин дека законот е избрзан, брзо плето се носи и какви да се намери тие ако не ни се кажуваат екзактни статистички наведени нумеролошки, сепак нема да бидат задоволителни. И да има некаков резултат ќе биде половичен, обременет со многу грешки во чекори. Од објективна природа, не само субјективна. Од ова што го велиме тука. И еве доколку успеете се до тоа да го направите, што правиме со секторот при самото министерство? Дали е предвидено можеби дел од тие вработени да преминат во агенцијата? Дали можеби планирате да ги едноставно да ги прогласите дека ви се непотребни, па да ги прераспределите по други институции? Што ќе биде со дејноста на самото министерство и така натаму. Еве за почеток толку, па понатаму ако треба ќе земам и дополнителен збор. Благодарам.